Алкохолот е дел од начинот на живење во нашава земја и не е причина за влошување на здравствената состојба ако се употребува разумно. Но, прекумерното консумирање на алкохол е една од најголемите причини за телесни заболувања, социјални и душевни проблеми. Кога алкохолот станува проблем? Ќе говориме во оваа приказна. Илија Петрески веќе 22 години не конзумира алкохол. Тој ни ја раскажа својата приказна и ни објасни што било пресудно да му каже збогум за секогаш на алкохолот. Додека пиев, едноставно бев изгубен во времето и просторот, живе во една длабока заблуда, така да многу ретко размислував за себе, за своите глупости, за целта на човековиот живот, за мојата цел, што треба да ја постигнам, каде ме води сето тоа. До тогаш често пати го оставав алкохолот, но многу кратко. Многу важно е да напоменам дека речиси после секое моје пијанство, наутро се каев. Понекогаш и главата ја удирав од зидот кога ќе брцнев во джебот и кога ќе видев дека сите пари сум ги потрошил и едноставно размислував. Се разбира, тогаш ми беше многу тешко во организмот, тешко во душата за направените глупости. Едноставно имав голема грижа на совест и се прашував зошто сум толку будала да едноставно за пари да купувам болест. Се случи едно саботно утро, во петокот направив некои многу поголеми глупости, кога се разбудив, првата мисла ми беше додам подвоз да се фрлам зошто сум жив, така речи. Меѓутоа надвладеа разумот и отидов во дневното оделение, побарав помош. Ова е многу битно да се напомени дека човекот најлесно ќе излезе од алкохолниот пекол ако свати, ако прифати дека има проблеми и дека му е потребна помош. Значи, лекувањето почнува со тропнувањето на болничката врата, во нервното оделение. Таму се разбира ќе биде пречекан од тим на лекари и тие ќе работат со него додека е тој во болницата. Едноставно, задача нивна е да го соочат самиот алкохоличар со самиот себе, самиот да ги види сите тие грозоти кои ги носи во домот, заради кои страдаат неговите најмили. Се разбира, тие работат со него и преку совети го припремаат за посета на клуб на лекувани алкохоличари. Откако јас го оставив алкохолот, она дефинитивно кога веќе, пример, воопшто и не размислував, бидејќи е многу битно човекот не само да не пие, туку да го отстрани алкохолот од своите мисли, од својата глава. Едноставно, знаете, кога го оставив алкохолот, она целосно, кога почувствував дека можам целосно без него, почувствував дека јас сум должен сега. Должен сум кон своите најмили, се разбира, кои најмногу ги измачував. Должен сум кон луѓето околу мене, кои трпеливо го поднесувале моето неподносливо однесување. Должен сум кон Бога, кој трпеливо едноставно ме извади од пеколот и одлучив животот што ми преостанува да го посветам исклучиво на помагање на луѓето полесно да го најдат патот за излез од алкохолниот пекол. Тој напишал 3 книги за оваа проблематика, а својот живот го посветува за да им помага на алкохоличарите. Јас седам на Facebook по 10 сати во денот, за да дојдам во контакт со луѓе кои што имаат проблеми предизвикани од алкохолот и кои што, не знаат каде да се обратат и бараат помош.
Тие контакти почнуваат прво онака наивно, па се јавува прво, да кажеме, мајката, сопругата, сестрата, понекогаш децата, ретко кога се јавуваат алкохоличарите. Вишто со текот на времето доаѓаме во контакт, прво по телефон, а потоа едноставно комуницираме, че се видиме, тие ќе дојдат кај мене, јас ќе поидам кај нив. И со текот на времето се создава една емпатија, една блискост, така рече, една доверба еден кон друг и така почнува лекувањето. Треба да се нагласи дека, барем јас што се вика, ја не сум медицинско лице, лек за алкохолот во класична смисла на зборот не постои никаде во светот. Значи, ако човек го боли глава, ќе се напие аналген, ќе му помине, ама за алкохолот таков лек нема, да се напие човек и, да кажеме, повеќе нема да пие алкохол. Секаде во светот и кај нас, лекувањето оди преку совет. Значи, алкохоличарот, самиот да свати, да признае дека, чекај, јас вака не може повеќе. Битката за борба со алкохолизмот не е личен проблем само на алкохоличарот. Тоа е проблем на целиот систем. Денес алкохолот е толку навлезен во животот на луѓето да едноставно тоа е загрижувачка состојба. Во борбата со алкохолизмот, за да му се помогне на алкохоличарот, без семејната љубов нема успех. Последиците од алкохолизмот не се само семеен проблем, туку тоа е проблем на системот. Сите институции кои што имаат допирна точка со алкохолизмот треба да го дадат својот придонес. Би сакал да испратам порака до младите луѓе. Почитувани млади луѓе, самата помисла на алкохолот, од самата помисла на алкохолот ќе напукне оклопот на што ги штити вашите доблести и ќе изгубите неговата заштита во моментот кој ќе ви биде најпотребно. Застанете. Пронајдете смисла за вашиот живот. И потоа, целото време труд и енергија вложете го во тоа да ги остварите своите цели. Поставете си цел во животот. Алкохолот е нешто последно на што треба да помислувате. Алкохолизмот постои во сите делови на општеството. Причините за зависност се различни. Еве што велат податоците кои што ги откривме во оваа приказна. Алкохолот е дел од начинот на живење во Македонија и не е причина за влошувањето на здравствената состојба ако се употребува разумно. За многумина и денот почнува со чашка ракија. Па видите, во Македонија, македонската традиција содржи многу специфичности. Една од тие специфичности е тоа што во Македонија поднебјето е такво и се произведуваат разни видови на алкохол. Јас се ќе кажам слободно дека во Македонија се произведуваат најубавите вина во светот. Тоа сум го кажал неколку пати јавно и го кажувам и пред представници од други држави. Значи нема поубави од македонските вина. Меѓутоа покрај тоа се произведуваат и други типови на алкохол, како што е ракија, вињак, мастика и така натаму. На конкретното прашање ќе ви одговорам дека не е баш пожелно денот да го започнуваме со чашка ракија. Иако во некои делови на Република Македонија има таква традиција, имаат граѓаните таква навика, меѓутоа знаете, не е баш пожелно затоа што алкохолот на гладно срце многу брзо се ресорбира. Тој практички се ресорбира уште додека е во устата и по целата должина на дигестивниот тракт и може баш наутро да направи некој непотребен проблем. Јас им советувам на граѓаните подобро денот да го започнат со некој густ сок или со некој смути од разни овоштија, многу подобро ќе се чувствуваат. А таа чашка ракија нека остаат за малку подоцна. Ако се задржиме на таа доза од една чашка,
нема ништо да ни се случи. Јас не познавам и не сум сретнал во мојата долгогодишна професионална кариера некој да настрадал од една чашка, без разлика дали е тоа жесток алкохол или некој друг алкохол, така да не е никаков проблем. Меѓутоа, проблем може да настане ако после таа една чашка посакаме уште една. И знаете, една, две, три чашки после тоа, чашките не се бројат, затоа што паѓа критичноста, се опуштаме, расте расположението и веќе не водиме контрола колку ќе испиеме и можеме да се доведеме во ситуација или да оставиме лош впечаток во околината или пак да стасаме до токсикологија кај што ќе мора да бидеме третирани за да да се вратиме во нормална состојба. Прекумерното конзумирање алкохол е една од најголемите причини за телесни заболувања. Не се ретки ни случаите кога одредени социјални и душевни проблеми се решаваат со алкохол. Денес има два феномена кои што може да бидат многу сериозни и да доведат до или до зависност или до тешки нарушувања на здравието кај луѓето. Нашиот народ, знаете, кога сака нешто значајно да направи, вели ќе испијам една чашка ракија, малку да добијам во храброст, или вториот феномен, ќе испијам еден диазепам од 5 мг за исто така да бидам малку посталожен, постабилен, похрабар во действието кое што сакам после тоа да го направам. Тоа е многу голема заблуда, голема грешка, која што многу често доведува до развивање на зависност. Или на зависност од алкохол, или на зависност од овие медикаменти кои што ги земаат, обично зависност од бензодиазепини, каде што спаѓа овој диазепам. Алкохолот нема волшебна моќ за да не направи подобри или да ги реши нашите проблеми. Напротив, може дополнително да ги усложни. Прво зависи кој тип на алкохол земаме, дали е тоа жесток алкохол или алкохол со помал процент на алкохол во содржината. Многу зависи од тоа која возраст е индивидуата која го конзумира, кој пол е. Многу зависи исто така од временските прилики и настанот или местото на кое што се конзумира алкохол. Сите овие фактори можат да влијаат врз тоа дали алкохолот за кратко време ќе постигне својата цел, односно ќе го изрази своето дејство или тоа ќе биде поспоро. Исто така многу зависи од тоа дали алкохолот се конзумира на гладно, како велат старите, на гладно срце, или се конзумира на полн желудник, или се конзумира со мезе или без мезе, еве народски кажам. Алкохолизам или алкохолна зависност е хронична болест позната по потребата од алкохол. Луѓето кои што страдаат од ова заболување се алкохоличари. Тие не можат да го контролираат своето пиење, дури ниту кога станува директна причина за сериозна штета, вклучувајќи медицински заболувања, брачни проблеми, загуба на работата или сообраќајни незгоди. Што се случува кога некој ќе кажеме дека е зависен од алкохол или алкохоличар? Тоа значи дека по прекратување на конзумирање алкохол во било каква доза, од 12 часа нагоре почнуваат одредени симптоми. Од 12 до 24 часа почнуваат основните симптоми како слабост, треска знае да има, чувство непријатно во дигестивниот тракт и полесни симптоми кои што првпат укажуваат дека телото си го бара од тоа што е зависен. После тоа алкохолот. После тоа одиме кон потешките симптоми. Тие симптоми многу наликуваат на психолошки симптоми кои што ни нарушуваат менталната хигиена. Тоа може да биде анксиозност, чувство на депресија, голема вознемиреност, нормална пропратност со тахикардија, со сите други работи кои што ни укажуваат на анксиозност. Затоа е многу битно овде да се направи јасна слика дали се работи за симптоми на последица од зависност или симптоми, психолошки симптоми кои што инаку се граничат со други проблеми. Една од потешките симптоми кои што од психолошки аспект ги гледаме се одредени халуцинации или илузии кои што знаат
да се постават кај човекот кој што не е зависен, и тие се исто доста тешки за препознавање, затоа што често граничат, во некои истражувања се покажува дека граничат и со симптомите на шизофренија. Медицинската наука се уште ја нема откриено точната причина за алкохолизмот, но истражувањата покажуваат дека генетички, психолошки и социјални фактори помагаат во неговото развивање. Штетите поврзани со злоупотребата на алкохолот се особено високи и се должат на порастот на кардиоваскуларните смртни случаи и намалениот животен век. Најсклони кон алкохолизам, барем од истражувањата до сега што ги гледаме, секогаш има исклучоси, се тие луѓе кои што кажавме каде што има понизок социоекономски статус. Понизок социоекономски статус за жал води кон останати проблеми, општествени проблеми, социјални проблеми, сите тие кои што на некој начин се затекнати од одреден проблем, имаат поголема шанса да патат од оваа зависност. Имајте во предвид дека исклучоци секогаш имаме, некогаш може да видиме некој кој што има се, и работа, и фамилија, и се окей, но сепак да има многу фактори кои што влијаат, многу е битно овде да се види и самата психолошка позадина и што би можело да доведе до ова. По семејствата каде што еден од членовите е алкохоличар, шемите на пиење се пренесуваат на децата кои на крајот и самите стануваат алкохоличари. Ние имаме доста клиенти кои што доаѓаат, кои што во семејниот систем имале одреден алкохоличар, дали мајката или таткото, во последно време, и мислам дека од секојаш е тоа било така, но можеме да збориме за сега. За жал повеќе зависноста се гледа кај мажите отколку кај жените, иако ја има и кај женските лица. Прво се работи за нарушени односи во семејството, кои што после влијаат негативно кон самите деца. Тоа влија и во однос на стварање на релации, одржување на релации, емоционална хигиена, емоционалната интелигенција исто зафатена од сите овие проблеми. Околу 85% од возрастните лица употребуваат алкохол, што е една од главните причини за повеќе болести и прерана смрт. Кога имате некој со зависност, па и во зависност од алкохолизам, мора да работите на самата личност, на карактеристиките на личноста, како е настаната таа зависност и нешто што во последно време гледаме и многу истражувања окажуваат на семејниот систем, на семејната поддршка. Укажано е дека семејната поддршка е една од најклучните работи за да се надмине алкохолизмот, но и да се превенира повторно навраќање, затоа што за жал имаме и навраќање кон самата зависност. Злоупотребата на алкохол е одговорна за околу 9% од вкупниот морбидитет во европскиот регион, зголемувајќи го ризикот за појава на хепатална цироза, одредени видови карцином, хипертензија, повреда и конгенитални малформации, како и појава на семејни, работни, социјални проблеми, несреќи, напади, криминогено и кривично однесување, несакани повреди, сообраќајни несреќи, насилство, убиство и самоубиство. Алкохолот како хронична болест секоја година брои 2,5 милиони смртни случаи. Алкохолизам е состојба на зависност. Значи, како сите зависности, нормално има многу неубави ефекти, кои што најлошиот ефект од тоа е нормално смртниот исход, знаете. И сега несаканите ефекти одат од поблаги до најтешкиот што го кажавме. За алкохолизмот можам да ви кажам од аспект на здравствена состојба дека тие што се зависници, нели се тие кои што конзумирале подолг период алкохол и затоа ги сметаат како точно кажано алкохоличари. Конзумирањето алкохолни пијалаци ја нарушува работата на мозокот. Под дејство на алкохол многу луѓе краткотрајно го губат помнењето или имаат дупки во спомените за претходната вечер. Злоупотребата на алкохол е екстремно сложен процес и најчесто се потребни различни видови лекувања. Честопати стресот е причината заради која многумина посегнале по алкохол. До некаде можеме да кажеме дека зависностите се настанати, како настанале е тоа дека имале пропратни проблеми во животниот тек, како што се стресови, како што се други вознемирувања, други болести кои што трауми од детство, трауми, сите негативни работи кои што влијаат на менталната хигиена. Се смета дека во Македонија употребата на алкохол изнесува
5 до 7,4 литри по жител. Податоците на Институтот за јавно здравје од последното истражување во 2019 година покажуваат дека искуство со алкохол во животот имале 65% луѓе на возраст од 15 до 64 години, како и 76% од лицата на возраст помеѓу 15 и 34 години. Највисок процент на лица кои користеле алкохол во текот на животот е кај возрастната група од 25 до 34 години или 76,9%. 70,4% од мажите и 56,6% од жените на возраст од 15 до 64 години користеле алкохол во текот на животот. До пред десетина години можем да кажем дека мажите доминираа во злоупотреба на алкохол. Меѓутоа, како проаѓа времето, жените многу сериозно ни се приближуваат во бројката и во процентите. Знаете, жените и мажите се во нашето општество рамноправни, во секој поглед, барам јас така мислам, и сега, нели, кој ќе седнат на маса или кој ќе прославуваат нешто, сака да бидат рамноправни и во испивањето на алкохолни пијалци. И така да можем вака најодговорно да ви кажам дека многу сериозно и жените почнуваат да злоупотребуваат алкохол и многу пати се соочуваме со случаеви каде што и мажот и жената се под дејство на алкохол или мажот е под дејство на некоја, да речеме, помала количина, а жената е во некоја поголема количина, потешка состојба, така да и двајцата мора да добијат третман, меѓутоа карактеристика е тоа што жената е во потешка состојба и заради полот, нели, жените помалку поднесуваат алкохол и некогаш се во потешка клиничка состојба. Алкохолот е на некој начин дел од традицијата кај нас. Го имаме и за убави работи, го имаме и за лоши работи. Кога алкохолот станува лоша животна епизода? Кога алкохолот станува зависност? Кога станува проблем? Значи, почнуваме ние практично од раѓањето, на бекици кога ги викаат родителите, роднините, кога ќе се роди бебе, веќе се служи алкохол. Дури некаде и го задојуваат првото, наместо мајчино млеко, знаат со прст, капка, ракија да му стават кавадаречко, неготинчани во тие краишта на бебето, да биде особено ако е машко, да биде јако, да биде маш и така натаму. И се служи во сите прилики алкохол, нема куќа кај што нема алкохол, па дури и за време на погребни церемонии. Така да апсолутно алкохолот е влезен во нашиот животен стил. И не значи дека самото пиење како пиење е проблем. Се додека е во една социјално прифатлива рамка или граница, не е никаков проблем. Проблем е кога ќе се јави зависност. Сега, што значи да кај некој се развие зависност? Сите можеме да се опијаниме. И тоа не е веќе некој проблем. Проблем е ако возиме, ако се степаме или тако, ти алкохолот го менува нашето однесување. Зависност значи и потребно е веќе лекување на таа личност или на тоа семејство, кога алкохолот ќе се вгради во работата на секоја човечка клетка. Значи, за нашите клетки, вака се малце од биологија, нешто да спомнам, за да нормално работат им треба белковини, масти, шеќери, течности и така натаму. Алкохолот или етанолот како активна супстанца ја има таа особина да се вградува во работата на секоја човечка клетка и веќе нашите клетки човечки не успеваат да живеат, условно речено, или да функционираат без алкохол. И тогаш се јавуваат и тие абстиненцијални кризи и промени во однесувањето, во памтењето, на целокупното живење на личноста која што пие, консумира алкохол, па и во работната организација, највеќе во семејствата. Дали кога се лекува алкохолизмот се работи не само со поединецот, туку со целото семејство? Вака сега, за да некој стане зависник, значи реков, не е тоа еднаш да се опијани некој или два пати, некаде треба редовна консумација или употреба на алкохол од 3 до 5 години. Не е битна количината на алкохол што се пие, не е битен видот на алкохолот кој што се пие, бидејќи сите сме различни личности.
Меѓутоа, кога тој ќе се вгради веќе во нашите клетки, целата фамилија почнува да страда затоа што тој е напиен, знае да ги истепа некогаш, да ги измалтретира, дури и да нема физичко насилство во тоа семејство, психички цело време они се напнати, анксиозни, што ќе се случи, каков ќе дојде од работа, па да не кажам и на работното место. Имаме ние многу професии кои што се многу блиску втепелени или вградени ми алкохолот во нивниот живот и без лекување на целото семејство практично немаме успех. И само да спомнам дека ако 3 до 5 години треба некој да стане зависник, да се вгради алкохолот во неговите клетки, се смета веќе порано 1, сега веќе имаше 3, сега веќе 5 години е потребно лекување на сите членови од семејството, вклучувајќи ги и децата кои што највеќе патат, за да се излезе од тој проблем. Зборувате во машки род. Ова значи дека жените се помал број алкохоличари? Па да, помал број се сигурно. Некаде порано беше 1:8, сега веќе се смета 1:5 дека е. И што е нешто карактеристично, пошто ја малце сум повозрасна и подолго време работам, порано тие што пие ја консумира алкохол беа домакинки од селските средини. Сега веќе се повеќе имаме интелектуалки. Во моментот водам 6 жени, почнувајќи од наши колешки, новинарки, ваши колешки, професорки на многу високи функции. Знаете, сега веќе ние сме изедначени жените и професионално и по стил на живење со мажите. Излегуваме на разни ручеци и така натаму, а женскиот организам, женскиот метаболизам многу полесно ствара зависност во однос на машкиот организам, така да се повеќе и повеќе имаме жени, за жал. Дали однесувањето е исто така проблематично кај зависниците жени како кај... Повеќе, знаете зашто? Затоа што сепак колку да сакаме да кажеме, ја не сакам да ги навредам мажите, меѓутоа жената е еден столб на семејството, особено према децата, и многу полесно, и уште нешто само да кажам, во процесот на лекувањето жените многу полесно се вклучуваат за нивните сопрузи кога треба помош, а сопрузите, мажите, нивни многу побрзо бегаат, ги оставаат, се разведуваат, остануваат со децата, им ги зимаат децата. Тоа ми е уште поголема траума, знаете, некој да ви го земе детето ваше родено е многу тешко, така да полесно се распаѓаат тие бракови и лекувањето оди многу потешко, за жал. Каков е односот кај децата? Се чини дека кога ќе влезат во пубертетот почнуваат да пробуваат многу работи, вклучително и алкохолот. Каков е тука делот од проблематиката? Дали кај алкохолот може да биде проблем кај младите луѓе? Многу голем проблем е, не само алкохолот, кај алкохол, знаете, ние сите сакаме, особено кога сме млади, по нешто да се истакнеме. И сега нашите родители или пак професорите во училиште треба да најдат за секој дете што е позитивно. Едно ако биде, да кажам, по ликовно образование, да го истакнат тоа, друго може да е по пеење, трето да е по трчање, дека биде. Кај нас у последно време се губат тие вредности и сакајки децата по нешто да се истакнат, се повеќе и повеќе одат во кафичи или пак купуваат алкохол, без обзир на оној закон под 18 години дека не се продава алкохол на малолетни лица, они знаат да се напијат, многу полесно се опиваат. И што е уште можеби пострашно, кога се подопиваат, одат во други девијантни појави, од кавги, расправи, тепачки, да не кажам, веќе почнуваат да се коцкаат, почнува во коцкарници влегуваат, почнуваат другичка да земаат, другичка ја вака малце тоа го кажува, меѓутоа малку марихуана, малку кокаин, малку хероин, таблетки некој им кажува, ги советува дека убаво ќе биде појачува дејството и почнуваат во други веќе води да запливуваат покрај алкохолот кој што практично ми ја намалува многу повеќе критичноста негови и кај нас возрастните ја намалува, и кај децата и кај младите уште повеќе и многу полесно и побрзо тонат кон други појави. Дали генетиката игра како фактор во одредувањето дали некој ќе биде алкохоличар или не? Сега не мора да е правило, ама сигурно вашите анализи покажуваат. Апсолутно. Така, две главни работи се за некој да стане зависник. Едно е генетиката. Многу почесто имаме од семејства кај што имало алкохоличари или зависници,
да се јават исто така децата нивни да бидат зависници заради начинот на функционирање на црниот џигер, тие трансаминази кои што се за разлежување на алкохолот. Реков веќе кај жените полесно се развива зависност. Познато е кај еврејската популација или кај муслиманската и не случајно заради овие промени кои што се генетски кај нив наследни, забранет е алкохолот. Во нивната вера всушност е забранет алкохолот. Меѓутоа, нешто што е уште побитно е и наученото однесување. Сме имала ние мајки кои што на керката своја, не мајки тука друштво, она не беше од Македонија, нема со кого да пие, на 11 годишно девојче дава ракија, ајде рече заедно, па не е страшно една чашка ракија да се напиеме, да веќе девојченцето стана и зависник од дрога. Така да едно е генетиката, второ е наученото однесување или родители кои што постојано се знае пред ручек, пред вечера има чашка, има шишена маса, многу полесно како стил на живење го прифаќаат децата и нешто што сакам да ви нагласам. Пред едно 3-4 години правевме едно испитување за сопругите на зависниците наши, на пациентите. Скоро сите потекнуваат од зависнички семејства. Сите таткото, братот, дедото пиеле и не им смета они уште додека се дечко и девојка со сопругот, кога излегуваат да он се напие, па малци да ја удри, па се добро, машија, не е тоа страшно. Они така си го толкуваат и го доживуваат. И втора работа, знаат да се разведат од сопругот кој што е зависник, меѓутоа и вториот сопруг повторно го зимаат зависник од алкохол. Го споменавме лекувањето. Дали во таа насока кога некој ќе се излекува, значи дека повторно никогаш нема да падне во канџите на алкохолизмот како зависност? Не. Значи, еднаш ако се воспостави абстиненција, би требало доживотно таа да биде секаде во светот. Значи, ова не е некоја наша македонска филозофија. Долготрајно е лекувањето. Обавезно, реков, мора целото семејство да учествува и мора да се научи семејството како веќе да живеат без алкохол. Заради тоа што самото лекување не е он да престане да пие. Тоа колку вака во почетокот изгледа тешко, вие било кого ќе го заклучите у просторија, нема алкохол, нема да пие. Ако излезе, одма ќе се напие. Така да он треба да се научи и на свадби да оди, и на прослави да оди, и проблеми во животот што ќе му се јават да ги решава трезвено, а и убави работи кои ќе му се случуваат, трезвено да ужива во нив. Така да самото лекување не е само со престанување на пиење, него со менување на стил на живење, а абстиненцијата мора да е доживотна. Секое повторно пиење, сме имали по 20 на години абстиненција, повторно кога ќе се напие многу побрзо тоне и паѓа надоле. За жал. Во светски рамки сега има некој нов тренд, наместо абстиненција, контрола на пиењето. Колку тоа Еко harm reduction, овие што се за дрога програми, меѓутоа до сега не се покажало успешно. Имаше овакво приватни тоа установи, клиники на запад, кои што лекува, не знам, од почеток почнуваа по 4-5 лименки пиво, па им ја намалуваа дозата и сега они таму редици се чекаше за лекување, пошто добиваа бесплатно пиво и после тоа никако ќе дојдат до таа една лименка, до абстиненција, ќе направат рецидив, па пак од почеток родот го се враќа, така да нема некои успешни програми кај што се оди за пиење помалку. Тешко е кај оние што не се зависни, кои што имаат проблем да се опијанат, можеби од некогаш, понекогаш, тоа може да се направи. Меѓутоа, кога се развие веќе зависност, нема шанси. Помалце, секој помалце повлекува за некој ден да биде и по повеќе пиење и опивање. Колку превенцијата и едукацијата на младите ќе може да ја смени таа улога на семејното стебло во поглед на алкохолизмот? И на семејното и на образовното. Знаете, нашите установи, еве сега ова што се случува и во блиското обскружување, се вика воспитно образовни. Значи, прво беа воспитувањето во училиштата или од градинки уште, па после тоа по математика, физика, хемија што ќе научиме. Сега некако обратно се тоа стана. Порано имавме многу повеќе развиени превентивни програми. Немаше училишта кај што преку Црвениот крст ние немавме наши советувалишта и работевме, оти многу е битна врсниците како делуваат. Едно е семејството, едно е училиштето како делува на младите, уште побитна е таа врсничка нивна популација
и ги биравме така што се одлични ученици, позитивни, кои што се во своето однесување со едукација нивни, да после тоа, да речем, кога одат на роден ден и така разни прослави, да промовираат здраво живење, без пиење алкохол, без дрога. Обично не сме оделе никогаш циљано само за алкохол, него тутун, алкохол и дрога сме оделе. За жал тоа сега све пропадна. Не е само со короната, малци од пред короната, меѓутоа не гледам дека има некои така веќе превентивни програми, кај што младите се терат повеќе на спортување. Дури сум била во едно училиште, едно момченце кое што, не знам, трчало по ходиците и правело малце повеќе галама и да го истераме од училиште. Ама зашто да го избркате во училиштето? И порано да, и на тие родителски совети сме биле присутни, родителите да ги educираме. Па не е работата да го избркаме онако трча и прави проблеми во ова училиште и во другото училиште кај што ќе го запишете, пак ќе прави проблеми. Ако тоа е потрчањето, па стајте го таму во некои спортски активности, она што не реков на почетокот, нека биде прв по трчање. Знаете што значи на некој да биде прв по математика, прво место освоиле по хемија, па овој нека биде прв по трчање. Наједноставно исклучи го некого. Или имаме во некој од програмите, ако некој се лекува и се напие, направи рецидив, е готово, ќе го исклучиме да го избркаме од болница. Па не е работата да го избркаме, работата е се направил што направил рецидив, се случило, работата е да го вратиме во програмот, ако треба од почеток да почнеме, меѓутоа да си воспостави абстиненција, семејството да му се среди, децата да се средат, да функционираат кој што треба, меѓутоа без алкохол. За крај би сакала да го фатиме оној момент на социализација. Се чини дека кон луѓето кои што имаат некои проблеми, сите ние се однесуваме како на страна се тргаме. Како да го смениме тој однос на стигматизирање, бидејќи тој нема да му помогне ако ние го изолираме дека е можеби различен од нас. Сега веќе многу, особено психолозите, доста имаат работа и се активирани во сите овие програми колку што гледам. Меѓутоа се уште она постои кај нас, кај на психолог те праќаат, па не си луд ти, обично бабите тоа ќе го кажат, таткото ќе го каже, ако мајката еве сака да оди со детето на психолог и така. Така да мора таа стигматизација, посебно еве вие новинарите преку разноразни овакво емисии све да се промовира дека сите имаме во животот проблеми и мораме да се научиме како да ги разрешиме тие проблеми. Во семејствата каде што еден од членовите алкохоличар, шемите на пиење се пренесуваат на децата кои на крајот и самите стануваат алкохоличари. Што велат податоците кои ги истраживме? Во Македонија со години е во пораст бројот на млади адолесценти, а се спушта животната возраст кога се посега по првата чашка. Се регистрираат случаи дури и на деца на 11 годишна возраст кои пијат алкохол. Родителите можат да ги забележат знаците кои може да укажуваат дека младиот човек е под дејство на алкохол. Алкохолот индивидуално делува на сите луѓе. Има луѓе кои што можат да поднесат поголема количина на алкохол, има такви кои што не можат да поднесат ни минимална количина. Исто така, оние фактори што ги наведов во почетокот, дали се зима со храна, дали на полн желудник, дали на студено време, дали на топло време, дали е маж, дали е жена, која возраст е, моменталната состојба на здравјето на индивидуата исто така многу влијаат. Меѓутоа, човек кој што земал недозволена количина на алкохол се препознава по тоа што сака да остави баш некој голем впечаток во околината, зборува многу, ние викаме логороичен е, нападен е, агресивен, сака да се расправа, секогаш во друштва, ако се случува тоа, сака да влие на мислењата на другите. Така да лесно се препознава таквото почетно, таквата почетна алкохолизирана состојба. А инаку може да се препознае, прво сите кои земале голема количина на алкохол обично имаат некој мирис на алкохолот кој што го зимаат. Меѓутоа често пати се случува да има луѓе кои земале голема количина на алкохол и се со загрозена свест, односно или се во кома или во некоја предкоматозна состојба и во почетокот веднаш не може да се препознаат дека се под алкохол
ако евентуално не добиеме, да речеме, податоци од околината, од некој што претходно бил со него па видел дека конзумира многу алкохол, или па некој што го нашол негде, па покрај него нашол празна амбалажа од алкохол, па да ни каже. Меѓутоа, сепак ние сме премногу искусни и тоа веднаш го препознаваме, а на родителите кои што се сомневаат дека нивните деца земале поголема количина на алкохол, им препорачувам веднаш да го донесат на Универзитетската клиника за токсикологија, каде што има обучени тимови, колеги, доктори, медицински сестри и останат персонал, кои што се обучени да ги препознаваат и да ги третираат овие, да кажем, пациенти. Разградувањето на алкохолот во организмот не е брза и едноставна процедура. Се уште не е познато средство кое што може да го забрза разградувањето на алкохолот во организмот. А чист кислород? Не, барем јас не сум до сега нигде сретнал, не сум прочитал. Едини фактор кој што може да го забрза разградувањето е здрав црн дроб. Значи, црниот дроб е тој првата бариера низ која што алкохолот проаѓа и тука се разградува на нетоксични компоненти и потребно е време, нели, црниот дроб да си ја заврши својата работа. Ако црниот дроб не е здрав, тогаш алкохолизираната состојба ќе трае подолго, затоа што него тогаш ќе му треба повеќе време, подолго време за да го разгради на нетоксични компоненти. Има некое непишано правило кое ние сестрбно го користиме и во пракса, дека големите концентрации, големите количини на С витамин може да го поттикнат и црниот дроб и да го забрзаат разградувањето на алкохолот, иако тоа со релевантни статистички, релевантни клинички студии не е докажано. И ние во третманот им даваме С витамин и знаете, нашите стари пред 100 години знаеле, ако некој се напие, посебно зимно време, му давале да пие расолница, која што содржи голема концентрација на С витамин и со тоа практички му помагале побрзо да се врати во стварноста. Според податоците на Светската здравствена организација, штетната употреба на алкохолот годишно одзема по 2,5 милиони жители во светот. Од нив 320.000 се млади на возраст од 15 до 25 години. Алкохолот е поврзан со многу социјални и развојни прашања како насилството, злоупотреба на деца и отсуство на работното место. Неконтролираното консумирање алкохол кај младите и децата почнува наивно, но секојдневно се претвора во тежок општествен проблем. Консумирањето на алкохол кај младите, но и кај останатите е една од најчестите причини за сообраќајни незгоди. За жал, возењето под дејство на алкохол е една од почестите причини за сообраќајни незгоди со тешки последици. Знаеме дека најчеста причина е брзото возење, но се разбира дека и возењето под дејство на алкохол не заостанува за ова. Токму поради тоа ние како Министерство за внатрешни работи во изминатите години сме насочени кон санкционирање на ваквата појава и казнување на оние возачи кои за жал не ги почитуваат правилата и прописите и откако ќе консумираат алкохол седнуваат зад воланот. Се разбира, покрај репресивниот дел имаме и превентивен дел заедно со Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, Факултетот за безбедност и други образовни институции кои што ни се приклучуваат во сите овие кампањи, да влијаеме на свеста на граѓаните дека доколку седнувате зад воланот, никако претходно не смеете да конзумирате алкохол. Ниту голтка? Апсолутно. Значи, се разбира, ние кога ќе запреме некој од граѓаните и тука доаѓаат нели тие класични правдања, ама малку испив, ама чашка беше, апсолутно, значи покажува апаратот колку е испиено. Секогаш кога ќе консумирате алкохол, заборавете колата. Алкохолот влијае врз способноста на возачот да го управува возилото. Иако нели во главата тој мисли дека може се разбира, фактите покажуваат дека не може. Во Македонија забраната за продажба на алкохол е за лица под 18 години. Постојат повеќе мотиви и причини за консумирање на алкохол меѓу младите. Најчести се влијанието на врсниците, особено за време на адолесценцијата, проблеми во семејството и средината, достапноста на алкохол и покрај законските забрани, разочарувањето и несоциализирање во самата средина во која живее младото лице. Точно е тоа дека паѓа таа старосна граница на злоупотреба на алкохолот. Знаете, денешните млади луѓе многу малку време посветуваат на, ние порано ги викавме слободни активности.
повеќе ги интересираат телефоните, постојано гледаат по телефони, се собираат по кафулиња и знаете, таму неминовно, можда не секогаш, меѓутоа понекогаш ќе испијат по некоја чашка алкохол. Меѓутоа, сакам да напоменам дека алкохолот е исклучително опасен на таа возраст, да речеме еве од 12 до 18 години, затоа што тој организам е во развој. Тој централен нервен систем и мозок е во развој. Внесувањето на алкохолот многу неповолно делува на менталното здравје на младите луѓе и може да доведе до неповратни, до реверзибилни оштетувања на централниот нервен систем, кои што понатаму можат да влечат многу сериозни последици. Зимањето на голема количина на алкохол, со кое што младите луѓе може да се доведат во ситуација нели да изгубат свест или да станат неконтактибилни, исто така е многу опасно, затоа што може да се случи нели таму кај што го испиле алкохолот да легнат негде, да чекаме да се истрезнат за да не ги носат дома да ги видат така родителите, при тоа да направат нагон за повраќање, да повратат, да повлечат од храната во дишните органи, односно да аспирираат, викаме ние, и да се задушат, да не можат да дишат. Јас во мојата клиничка пракса имам видено неколку такви трагедии. Негативните последици од употреба на алкохол се импулсивност, агресија, ризично однесување, но и губење на мотивација за успех. Различни студии покажуваат дека прекомерното консумирање на овие супстанции ги спречува нормалните развојни процеси и има негативно влијание врз учењето и социјалното приспособување во зрелоста. Повеќе годишното прекумерно пиење кај младите може да предизвика голем број на негативни ефекти во телото и развојот на различни болести. Најчесто се јавуваат болести на црниот дроб, замастен црн дроб, цироза на црниот дроб, често хепатитис Б и С, заболување на панкреасот, оштетување на срцето и крвните садови, оштетување на периферниот нервен систем и други невролошки оштетувања. Претераната консумација на алкохол, посебно кај тинејџерите, предизвикува проблеми во развивањето и функционирањето на мозокот. Најчесто употребуван алкохол кај нас е пивото, со што најчесто и се започнува, пошто следи виното и жестокиот пијалак. Според моето искуство, кога доаѓаат клиентите од оваа проблематика, најчесто, барем кај мене, доаѓаат заради сосема некој друг проблем од областа на менталното здравје. Дали е тоа проблем на работа, дали е тоа проблем во бракот, ако се сопружници, дали е тоа проблем личен, како например многу сум раздразлив, немам учинок на работа и така натаму, доаѓаат со некој сосема друг проблем и при работата откриваме полека неосетно дека всушност клиентот има проблем со алкохолот. Значи станува збор за зависност, за алкохолизам. И многу интересно е тоа што на почетокот, кога ќе констатирам јас дека имаат проблем со алкохолот, некои од клиентите не го прифаќаат тоа како проблем. Така да тука е навистина многу голем проблем кога клиентот не го дефинира дека проблемот е проблем, па тогаш работиме на освестување дека станува збор за алкохолизам, дека е болест и дека тоа е болест за него и за тие околу него од семејството, од поблиското, поширокото семејство и дека кога ќе свати клиентот дека на тој начин си наштетува себе си, психички, здравствено, медицински, а тоа е процес. Понатаму почнуваме да работиме на самиот проблем алкохолизам, а не на она кое што првично дошол. И тогаш процесот е навистина многу тежок. Процес за самиот клиент е тежок, процесот е долг. И честопати постои тенденција самиот клиент да се врати повторно назад кон алкохолизмот. Затоа велиме дека тоа е долготраен процес, тежок процес за двете страни, особено за клиентот и за неговото семејство, меѓутоа потребно е упорност, контрола, поддршка од сите страни.
во глобала може да се каже дека алкохолизмот не ги напаѓа или не е карактеристичен за некој слој или за некој пол. Значи алкохолизмот како зависност го има и кај мажите и кај жените. Го има во сите, не во сите, веќе од зрелоста па натаму можеме да кажеме дека станува збор за алкохолизам, значи може и на 30 и на 50 години да се случи и го има во сите економски слоеви. Луѓето знаат да кажат дека го има највеќе кај пониската социјална класа, меѓутоа јас би рекла дека високата класа знае успешно да се крие и да го крие тој проблем како да се забави, како да се прослави. Самиот зависник, значи без разлика од која да е класа, интересно е што не му треба друштво да пие, туку тие најчесто пијат и сами со себе, па дури и скришно, за да го скријат својот проблем. Значи, алкохолизмот го има во сите економски слоеви. Многу жално. Значи, во тој систем сите се жртви, сите се губитници. Жената од една страна губи, во овој случај или сопругот, зависникот од алкохол, губи, а децата најчесто се сведоци на физички, вербални, караници, трауми, тортури. Меѓутоа, едно нешто што највеќе работам кај тие жени е да се ојачаат и да не се кријат зад поговорката дека јас останувам во семејството заради децата. Токму баш заради децата не треба да се остане во таква нездрава околина. Затоа што процесот на лекување, пак ја речем, на алкохолизам е многу долг. Потребно е препознавање, прифаќање дека станува збор за алкохолизам, чистење на организмот, тоа го знаат медицинарите, значи детоксикација на организмот, стручен тим, мултидисциплинарен, кој што ќе работи секој од свој аспект, значи нутриционист, медицинар, психијатар, психотерапевт, социјален работник и така натаму, кој што ќе работи со зависникот, кој што ќе работи со семејството да ги надживее тие трауми и понатаму чести контроли за да се одржува алкохоличарот да не потпадне пак назад во системот на зависност. Пак ќе речем, веројатноста да после година, 2-5, за жал, се врати назад во тој скриптен образец на зависник е многу, многу голема. Алкохолот е депресант и иако на почетокот предизвикува еуфорија, подоцна лицето може да премине во сосема друга крајност – депресија. Консумацијата на алкохол создава уште поголеми емотивни проблеми и кај лицата кои страдаат од анксиозност. Неконтролираното консумирање на алкохол во големи количини води до алкохолна интоксикација или труење со алкохол. Симптомите на труење може да бидат повраќање, дезориентираност, неможност за контролирање на движењата на телото, состојба на безсознание, крвави очи, стаклен поглед и слично. Многу е важно во ваков случај да се реагира соодветно и лицето да биде префрлено во клиника за токсикологија, каде што ќе добие стручна помош. Ирска ќе стане првата земја во светот која ќе става предупредување за здравјето на алкохолните пијалаци. Според новите прописи, предупредувањето ќе ги информира потрошувачите за здравствените ризици од пиење алкохол, како и за бројот на калории на производот. Етикетите нема да бидат задолжителни до мај 2026 година. Етикетите детално ќе ги опишат опасностите од пиење алкохол за време на бременоста, потенцијалните фатални карциноми и ризиците од заболување на црниот дроб. Внимателно со алкохолот. Бидете особено внимателни кога консумирате алкохол пред деца. Бидете особено внимателни со алкохол кога треба да возите. Бидете особено внимателни затоа што алкохолот не е замена за животот. Довидување до следната приказна.